И да, кога сакаме добро да бидеме информирани и да следиме сето тоа што е ново во секојдневното и општественото живење, тоа го правиме преку следење на информациите во медиумите. Токму за медиумската етика, не само во секојдневието, туку и за денот на шегата 1 април, во студиото разговарам со Марина Тунева, експерт за медиумска етика. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. И токму затоа денеска првото прашање ќе се однесува на 1 април и медиумите. Дали 1 април е ден кога медиумите си дозволуваат повеќе слобода во објавување на информациите и содржините што ги објавуваат, односно дали во Македонија има традиција медиумите да објавуваат првоаприлски шеги? Па вака, и 1 април и сите денови во годината се денови во кои што медиумите треба да ја уживаат слободата на информирање. Јас би рекла, може би 1 април е ден во кој што медиумите може и да покажат поголема креативност во обработка на одредени содржини, да анимираат публиката, да бидат слободни во изразот, меѓутоа не на сметка на вистината, не на сметка на очекувањата на јавноста, чувствата на јавноста, сензибилитетот на јавноста во однос на одредени прашања. Практично тоа подразбира дека не треба да се прави, да се засени границата меѓу вистината и невистинитоста, туку треба да биде еден потик, да речеме еден ваков ден, да се покаже поголема креативност во начинот на кој што се информира, се обработуваат содржините од секојдневието. Имаме одредена пракса и одредена традиција кај медиумите, меѓутоа лично сметам дека таа не може би до тој степен како што се дозволуваат некои глобални меѓународни медиуми. И зошто е тоа така? Може би поради тоа што имаме една висока поларизираност во медиумското, да речеме, во очекувањата на јавноста околу медиумското известување, имаме еден висок сензибилитет, меѓутоа имаме и случаи на пласирање на дезинформации. И сето тоа значи во превод дека граѓаните може да бидат пресензитивни на ваков тип на информирање, ни шега, со еден малку поразличен пристап, па да се мисли дека е тоа вистина, па да се споделува и понатаму, и ќе зборуваме за И токму затоа и треба добро да се знае границата меѓу креативна шега и неетичка информација. Каде е границата меѓу овие две? Апсолутно. Па знаете, лесно е, еве, вака да речеме, да позборуваме околу тој дел што подразбира една етичка информација. Тоа подразбира да се зборува за вистината. Вистината да биде проверена низ извори на информации, различни извори. Најмалку 2 страни, меѓутоа може да има и повеќе страни, да се даде контекстот во однос на кој што се информира, да станува збор за актуелно прашање, да биде проверлива. Самите граѓани, јавноста да може да ја проверат информацијата, не да бидат оставени на содржината, само и да ја консумираат како таква. А да не зборуваме понатаму за едносвесно злоупотребување на информацијата и на медиумите, да се пласира дезинформација или нешто што е пуштено со намера да предизвика штета и некакви проблеми во општеството. И некако дојдовме до лажните вести и злоупотребата токму на 1 април. И најверојатно 1 април е ден погоден за лажни вести под маска на шегата. Дали имате примери кога првоаприлска шега предизвикала паника или штета? Еве, да речеме, утрово прочитав дека Македонија ќе оди на светско првенство во фудбал. Информација која што многу од нашите граѓани ја прочита и донекаде и поверува од прва, меѓутоа потоа кога проверија видоа дека е шега. Па јас не би рекла дека нешто предизвикува голема паника, меѓутоа еве и самата бе сведок на една таква првоаприлска шега. Еден од порталите во нашата држава токму денеска објави информација дека Порта Македонија ќе се направи хелиодром од каде што ќе полетуваат хеликоптери со цел да се спречи проблемот со сообраќајниот метеж во главниот град, па дури беа наведени релации дека ќе се лета со хеликоптер од Карпош до Лисиче, да не се користат возила и така натаму. Сето тоа во контекст на идејата за трамваите и така натаму. И сега тоа си беше напишано како текст, меѓутоа кога ги следев коментарите, верувајте, има и луѓе кои што навистина се фатија за таа информација како таква и коментираат некои со силна критика, некои со подсмев, цинизам и така натаму, меѓутоа некои многу сериозно го сваќаат тоа. Додека пак други разбираат дека станува збор за првоаприлска шега. Она што сакам да го кажам е дека
без разлика што во овој даден случај медиумот ставил на крај дека станува збор за првоаприлска шега, мора се има предвид дека граѓаните не секогаш ја имаат упорноста, желба да стигнат до крајот на содржината да прочитаат, и да видат дека станува збор за шега. Но тоа е една тенденција која што ја забележуваме генерално кај многу граѓани или добар дел од граѓаните кои што некако немаат трпение за да проследат одредена содржина до крај и да видат за што станува збор. Понекогаш го читаат само насловот и од тоа ги извлекуваат информациите. Токму така, визуализацијата, насловите и тука насловот ќе се фати дел од првиот пасос и толку не се оди до крај во самата информација и тоа е нешто што треба да го имаат предвид медиумите кога еве се објавуваат таков тип на информации. Инаку историјата на светско ниво има доста интересни примери, па така во 57 година уште BBC во рамке на Панорама, ми се чини, програмата објавиле информација дека швајцарските фармери оваа година се благословени поради тоа што е употребен некој препарат против инсекти кај шпагетите, сега слободно растат шпагети на дрвијата. И така, ова се примери кои што всушност потврдуваат колку брзо една шега може да се претвори во сериозна дезинформација на социјалните мрежи. Така, може да се претвори во сериозна дезинформација и на социјалните мрежи, меѓутоа еве и преку порталите особено. Брзо се споделуваат информациите, селективно се споделуваат, се коментираат како такви и затоа е дури на глобално ниво, не само во нашата држава се дискутира до кој степен може да се оди со тоа и каква се штета може да се предизвика имајќи предвид колку брзо патува информацијата. Своевремено сме немале толку медиуми. Точно, да. Имало одредени медиуми кога ќе се пошегува со јавноста, особено на 1 април, луѓето знаат. Инаку, јас сум поборник за тоа да се користи и сатира, кога е возможно, па дури и шега за да се обезличат некакви појави во општеството. Меѓутоа, сето тоа треба да биде направено вешто, умешно, со знаење, поспротивно нема потреба да се користи таа техника доколку не се примени како што соодветствува на начинот на информирање. Може да сме слободни во изразот, значи и 1 април е ден на кој што треба да зборуваме повеќе околу тоа каква форма можеме да искористиме во новинарското информирање, но тоа да не биде на сметка и на штета на вистината, особено не на штета на очекувањата на јавноста. И би сакала сега нешто да кажем и за социјалните мрежи и довербата, нели, во однос на информациите кои што се пласираат. Дали денес граѓаните повеќе веруваат на социјалните мрежи отколку на традиционалните медиуми? Колку ваквата доверба се менува кога граѓаните секојдневно се изложени и на полувистини тие информации, меѓутоа и на сензационализам во потрага на поголема читаност, нели, повеќе прегледи? И на социјалните мрежи тоа се користи како техника и во онлайн медиумите, порталите, па и во други медиуми знае да се користи како техника да се привлече нели вниманието со сензационалистичка информација, со драматичен наслов и така натаму. Меѓутоа, еве да речеме генерално дека и истражувањата потврдуваат дека луѓето се повеќе се потпираат на она што се случува на социјалните мрежи за да се информираат. И тоа знае да биде и тоа како ризичен простор. Меѓутоа има техники како граѓаните да се поштедат од ова и да не подлегнуваат на невистини. Сме имале ние кризи, здравствена криза, пандемијата, политички поларизации, избори, различни околности водат до тоа да се пласираат полувистини, невистините информации, дезинформации, мисинформации, како и да ги наречеме, и сензационалистички вести. И дали можеби довербата треба да биде поголема на традиционалните медиуми кои што се држат до некои норми и стандарди како треба да се информира? Па вака, традиционалните медиуми секако дека нормално треба да уживаат довербата на јавноста. Јас би рекла кој извор да се користи, доколку работи соодветно, доколку еве ако станува збор за новинарско информирање, доколку ги применува начелата на професијата, без разлика на платформата што ја користиме, треба да сме професионални, да сме максимално доследни на професијата, доследни на јавниот интерес и се друго е прашање само на алатка. Секако традиционалните медиуми си имаат своји стандарди, долго време ја уживале довербата на јавноста и тоа
треба да продолжи така како оние што професионално работат, меѓутоа би рекла, без разлика на платформата, без разлика на изворот што се користи, треба да се работи професионално и да не се предизвикуваат штети. Сега кога говориме за етиката во новинарството, што велат етичките принципи? Дали медиумите смеат, под наводници, да лажат дури кога е 1 април, или треба јасно да се означи дека станува збор за шега, затоа што публиката може да не ја препознае шегата и да поверува во така, повикувајќи себе на примерите кои што кратко ги продискутиравме овде, дефинитивно треба да се одвои, да се направи таа дистинкција меѓу она што значи шегување, шега, и она што значи вистинито информирање. Рековме, мора да се зборува низ призма на вистината, објективно, да не се прави непотребен сензационализам, да не се предизвикува намерно каква била штета, да не се настојува граѓаните да преземат одредени чекори кои што не е пожелно да ги преземат. Значи, етиката, професионалноста пред се. И повторно, прашање на форма, како ќе настапиме како медиуми, како новинари, како некои што професионално се должни да известуваат во име на вистината и во интерес на јавност. Конкретно разговорот, може ли да одиме со 3 кратки прашања и кратки одговори? Повелете. Шега или дезинформација? Вистина. Дали медиумот мора да се извини ако претерал со првоаприлските содржини? Секогаш. Ако претерал, ако тоа има последица, секогаш. Дали хуморот може да биде оружје во јавната комуникација? Може да биде, доколку се користи умешно, доследно, принципиелно, вешто и на начин кој што значи дека на јавноста и се, условно речено, отвараат очите за одредени општествени појави и случувања. И сосема за крај од разговорот, која ќе биде вашата порака? Најпрви до медиумите за 1 април, а потоа и порака од вас за граѓаните како да се шегуваме, а да не бидеме жртви на дезинформација. Медиумите да си ја работат професијата како што треба, имаме добри примери, нека се потпрат на добрите примери, нека ги земат предвид, нека ја земат предвид професионалната пракса, дека земат предвид дека довербата тешко се гради, но лесно се уништува, доколку се работи непрофесионално, значи да се почитуваат доследно принципите на професијата. А за граѓаните, кога ќе најдат на содржини за кои се сомневаат дека се некаква тенденциозност, некаква малициозна намера, да бидат многу предпазливи. Хумор секако нека се споделува, нека се учествува дури во креирањето на тој хумор. Со примерот што го споменав претходни, граѓаните можно умешно коментира на шегата на порталот кој што го споменав. Меѓутоа и треба да се заштитат кога ќе наидат на нешто што не е во ред и да не учествуваат во неговото натамошно споделување. Бидејќи во денешно време информацијата патува многу брзо, лесно може да стигне до многу широка публика и граѓаните да преземат одредени мерки кои што може и по нивното здравје да се штетни, како пример. Затоа да бидеме внимателни и да не учествуваме во преносот на нешто што е малициозно, манипулативно, и ја избегнува вистината максимално. Ви благодарам многу за гостувањето денеска, ми беше задоволство. Ви благодарам и вам за поканата.